Благодарам, колега Мисовски. Почитувана колешка Милевка, навистина е интересно како, кога сте од оваа страна, што говорите, каква ви е реториката, што правите и како е кога сте од оваа страна, а при тоа подтурнувате буџет од 4 милиарди евра. Нешто невидено досега. Најголем буџет во историјата на Република Македонија. И пак, вие говорите за Скопје 2014, говорите за жални врби. Изгледа живеете очигледно само во вашиот свет, во светот на Социјалдемократскиот сојуз и светот на Зоран Заев, ама погледнете овде позади нас, позади оваа зграда, што направи вашиот градоначелник Петре Шилегов. Жални врби, порачани од Алиекспрес, кои што протекоа веднаш утре дента, за фантастични 500 милиони евра. Знаете како, колешке, се обидувате да не копирате, но тоа не ви успева. Не знам зошто, предпоставувам заради вашата некадарност. Очигледно е дека кога сте биле од оваа страна, многу сте сакале и сте се воодушевувале на проектите кои што нашата влада ги правела тогаш, а бога ми, кога ќе дојдеме на власт, има што да научите од нас. Време е за толку краток период повторно да отидете во опозиција, затоа што ниту градите, ниту работите нешто, никој од вас не спомнува за рекет, за секојдневните скандали, си зборувате, си говорите за бројки кои што сами сте си ги замислили и бројки кои што реално не можат да се исполнат. Тоа го знае многу добро заменичката министерка, совршено е јасно, но што да прави, ете, се нашла во една таква влада. Новата влада што треба да дојде, почитувана колешке, треба веднаш да направи ребаланс, затоа што ова се само фантазии ваши и што е уште поважно, и граѓаните тоа го знаат, предизборен подкуп. Вие со овој буџет само ги лажете целните групи дека нешто ќе им покачете, а вложувате во човечки капацитети. Многу е интересно тоа што, почитувана колешке, што повеќе се зголемува буџетот, се помалку се вложува во образованието, така да на врвот во светот сме по загаденост, а на дното на светските листи сме по образование. И како што кажа колешката претходно, ако навистина сакате во човечки капитал да вложувате, ќе дадете повеќе пари во науката и во образованието. Но за жал во овој буџет тоа е скратено. Не говориме тука за предизборната манипулација со наставниците, бидејќи тоа, како што претходно кажав, е само фрлање на трошки во очите, но тие се свесни за тоа. Верувајте, тие се свесни за тоа и за тоа ќе ве казнат на 12 април. Благодарам. Благодарам. Контрреплика, пратеничка.